Почитувани гледачи, добро вечер. Молам режијата да го даде овој кадар. Вечерва имаме специјална емисија. Емисијата ќе биде посветена за заштита од дискриминација. Вечерва во студиото имам специјални гости и јас ќе се трудам малку да бидам артикулиран. Како што гледате, во долниот кадар е господја Марија Башевска, која е преведувач на гестовен јазик. И целата емисија ќе биде прилагодена за сите оние со специјални потреби да можат без проблем да ја следат. Ве молам режија, дајте го кадарот да ги представам и нашите гости во студиото. Тука е Елена Кочовска, програмски раководител во Полио Плюс. Господјо Елена, добро вечер. Господице, се извинувам. Добро дојдовте. Добро ве најдовме. И господинот Душко Миновски, председател на Комисијата за заштита од дискриминација. Добро вечер и за вас. Добро вечер на вас. Благодарам. Ми представува особена чест и задоволство што ми ја дадовте таа чест да ви бидам домаќин во емисијава и на некој посреден начин да ги актуализираме проблемите на луѓето за чии права вие се залагате. Јас се извинувам што малку ќе зборувам побавно за да можеме да бидеме артикулирани кон нашите гледачи кои се надевам дека ќе ги има во голем број и оние со специјални потреби и ќе им биде особено драго што можеби најпопуларната емисија во Републиката ете ќе се заложи и за нив. Она што сакав прво да ве запознам малку, бидејќи проблемите за луѓето со специјални потреби се малку познати во јавноста, но вие сте големи борци. Прво, ве молам, представете ни ја Полио Плюс на кратко. Полио Плюс движење против хендикеп, организација која што веќе 14 години активно работиме во нашата држава, во регионот и во светот, а се со една единствена цел. Да придонесиме, да го создадеме наше општество со еднакви можности, каде што ние, граѓаните со хендикеп, ќе може да учествуваме на еднакво ниво како и другите. Нашата визија и нашата цел за целокупниот свет, каде што ние ќе може и активно да бидеме вклучени, го стваруваме низ неколку стратегии или постулати. Пред се тука е застапувањето и лобирањето и во насока на лобирање и заговарање да се донеси една системска рамка, законска рамка, која што ќе ги регулира прашањата на лицата со хендикеп согласно Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп и ќе овозможи ревизија на веќе постоечките законски регулативи во Републикава да бидат усогласени со Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп. Каква е таа конвенција? Дали е таа меѓународна конвенција и колку е обврзувачка? Каде е донесена? Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп е меѓународна конвенција при Обединетите нации. Ние како организација учествувавме во изработката на истата од 2004-2006 на 2004-2005 на 4-тиот и 6-тиот адхок комитет при Обединетите нации додека се изработуваше и две наши одредби, значи од Македонија како представници од Македонија се втемелени во постоечката конвенција, се однесуваат тие на вработувањето и образованието. Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп е потпишана од страна на Македонија во 2006 година, а во 2011 година на 5 декември беше ратификувана покрај конвенцијата и факултативниот протокол. Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп е закон над законите за прашањето на хендикепот во Република Македонија, бидејќи е обврзувачка. Од самиот чин на ратификување, граѓанските и политичките права за лицата со хендикеп се обврска да ги обезбеди државата и тоа одма и сега. Додека економските, социјалните права во зависност од низиниот раст, развој и состојба или ситуација во која што се наоѓа самата држава. Да прашам, да појасниме. Полио Плюс е невладина организација, здружение на граѓани со и без хендикеп,
Така. кои што сме здружени со една заедничка мисија. Да Благодарам. овозможиме, нели, наше активно учество во секоја една општествена порака. Благодарам за објаснувањето. А моето следно прашање е за Душко Миновски, кој е председател на Комисијата за заштита од дискриминација. Каква е таа комисија и во кои рамки е? И имате убав беч. Ја немам таков, не ми дадовте. Би сакал да Мал носам пропуста ќе оставиме на крај сигурно. и со гордост ќе го носам. Благодарам, Јанко. Па да, медиумите дефинитивно не само за овој, за ваквиот тип на феномени и така натаму повреда на човекови права, дефинитивно. Пред време малце се извинувам, ја ќе се потрудам, госија Башевска стално има проблеми со мене околу. Јас се трудам полека разборам, а веројатно е тоа од пета во прва треба да убацам, али добро ќе се потрудам. Спушти ја малку топката, бидејќи јади бурек, како ќе го кажеш? Така. Ете, значи има. Значи, јадење Така, бурек, да. има доволно време за вас, Така, добро, во јади благодарам. бурек, да објасните, Значи, да објасните така. се. А феноменот на дискриминација не подразбира само хендикеп и лицата со посебни потреби и така натаму, мада тука ќе имаме простор многу да говориме и треба да говориме и сакам да го истакнам важната улога и благодарноста наша сепак и до вас и до вашата емисија, затоа што на ваков начин само може да почнеме да ја подигнуваме свесноста. Значи, исклучително е важно. На почетокот кога почнавме во нашите заложби за асоциација во Европската унија, хармонизација на нашето законодавство и често пати во самите министерства имаше забона. Сега работиме на измена на законите и стално се повтора повдигнување на свесност и така натаму. И ние самите што ги креиравме законите, не бевме понекогаш доволно свесни колку е тоа важно. И се вие спомнувате некој феномен дискриминација. Знаете, констатациите кои се, за жал, во институциите на системот, во јавна администрација, да не збориме за приватниот сектор или за одредени здруженија и така натаму, дека не се има доволно познавање, да не кажам на кое ниско ниво е познавањето што е дискриминација, дали сме у позиција да сме дискриминирани, дали можеби несвесно, ако сме на раководни, не мора само на раководни места, и така натаму, несвесно, некогаш и дискриминираме или свесно. Во тој контекст, заради хармонизацијата на нашето законодавство, во 2010 година, значи под притисок на Европската комисија, укажување на Европската комисија во неколку наврати, собранието го донесе Законот за заштита и спречување дискриминација април месец 2010 година и на база на донесениот закон императив беше да се формира Комисијата за спречување и заштита од дискриминација како посебен правен субјект, независно тело надвор од владата. Собранието не формираше. Тоа се Но така. формирани од собранието, така. собранието, Значи, така. вие сте државна сепак институција која ги застапува нивните права. Така, али независно тело со собствен буџет и сме 7 комесари Така. кои што работат на проблемите на граѓаните. Значи согласно законот и во законот имаме разни модели се по однос на законите за спречување и заштита од дискриминација. Ние сме го прифатиле тој што го креирале, значи во тој период таа екипа законот и сме прифатиле модел каде што имаме 19 основи и листата не е затворена. Значи може некоја основа која што не е предвидена да се појави, да речеме да и подостанати ќе третираме. Кога спомнувате закон, зборите закон за борба против дискриминација. Да, за спречување и Тоа е заштита. специјален закон, така Посебен гласи. закон кој исклучиво работи. Сега тука е добро за гледачите да објасниме дека универзалниот контекст на повредување на човекови права е доста широк. Значи деца, жени, мажи, стари и така натаму. Многу работи доаѓаат Меѓутоа, во- дискриминација токму тоа е еден специфичен облик на повреда на човеково право. За да имате дискриминација, мора да имате 3 основни елементи испочитувани согласно законот. Значи, мора да имаме нееднаков третман, неповолен третман, нееднаков. Мора да имате основ во самиот закон, тие 19. Значи, основ по однос на пол, по однос на род, на возраст, на јазик, на религија, на социјален статус. Добро, што е поентата? И така натаму. И да имате споредливост. Значи, ако тие 3 елементи се испочитувани, тоа што ќе може комисијата да постапува. Сега, имате разни области во работа и односи, во здравство, во социјална заштита, и така натаму и така. Добро, овде се наметнува сега прашањето. Кои се вашите ингеренции, што имате? Так, Но пред добро. тоа да го Добро. да почнеме. Ме интересира каква е вашата поврзаност со Полио Плюс? Така, да. Значи, така. вие двајца сте гости овдека, збориме за иста идеја. Дали сте вие поврзани, дали заеднички работите? Каква е вашата синергија? Значи, во овој контекст е доста важен. Значи, ние како комисија, покрај тоа што непосредно работиме на иницирање на представка до нас и ние непосредно постапуваме, вториот мандат исто така важен е подигнување на јавната свесност и ние донесовме за таа цел и наш стратешки план. Во стратешкиот план издвоивме 4 области кои што сметавме дека во дадена актуелна состојба во Република Македонија требаме да
посебно да се концентрираме, не ги запоставуваме сите останати, сигурно ако не се јави, меѓутоа рековме по однос на возраст, по однос на род и пол, по однос на етничка припадност, дискриминација и по однос на хендикеп. Не без причина хендикепот го оставивме, затоа што имаме исклучително многу, имаме ратификувана конвенција, ние сме тука исклучително добри. Не разбирам. Да, добро ќе подобре. Значи, што би значило? И сега тие четири приоритети нас ни дава за право да се сконцентрираме и да видиме како може да ги унапредиме оние граѓани кои што припаѓаат на тие категории. Добро. Дискриминација по основ на етничка припадност, зашто не работи, затоа што е од таа етничка припадност, дискриминација по основ на род и пол, жена, маж и така натаму, по однос на возраст, старо, младо лице и хендикеп. И сега за хендикепот имаме, значи, во повеќе закони го третираме за прашањето на хендикеп, така? Имаме конвенција, имаме се, ама малце мислам дека повеќе хипокризиски, не секаде, меѓутоа малце дволично, тролично се однесуваме по однос на ова прашање. Ние денеска, јас сега директно ќе ви кажам, ви благодарам на, видите како вие го спуштите, не тонот, него зборите споро, со сето емпатија, уважување и така натаму, ние мора да подигнуваме овие луѓе, условно кажано луѓе, наши граѓани, не бараа сожалување, они бараа само еднаков третман. Они имаат одреден проблем и тоа се останато мора да им се даде шанса да биде тоа. Ние денеска имавме проблем да дојдеме до кај вас. Не јас, конкретно мојата колешка, ценета Елена Кочовска. 50 скали требаше да качи, исклучително тешко беше. Господјо Елек, господице, се извинувам. Господјо, кога го употребувам зборот е само од длабока почит. Немам проблем. Вие сте млада дама. Немам Кажете ми, и вие сте со хендикеп. Да. Од раѓање сте вакви? Да. Како се носите вие со вашиот проблем? Гордо, достоинствено и борбено. Како се снаоѓате во практичниот живот? Повторно, значи, борбено и мора да бидете упорни. Значи, поентата е упорноста, едниот момент, и мора да ги барате своите права. Тоа е клучниот, може би, елемент. Да го надополнам господин Душко, една од нашите заложби во нашето работење е токму гледање на ова прашање од аспект на човекови права. Значи не е од аспект на здравствена состојба. Така? Значи да не се гледа кон ова прашање како болест. Како на болест. Добро. Да не се гледа дека ова е ѓаволска работа. Добро. Ги плаќаме гревовите на нашите. Бог да чува и да брани. Се има во средниот век би ставале тука тропакторци. Бог да чува и да брани. Да не бидеме предмет од кој што дури нашите семејства би се срамеле. Едниот момент. И третиот, да не бидеме предмет на милосрдие. Зошто не на милосрдие? Затоа што милосрдието, значи, убаво е да бидеме хумани. Меѓутоа, хуманоста некогаш ги преминува границите кон милосрдие, добродушност, кои што пак генерираат, јас го нарекувам менталитет на инвалидност. Каде што лицето со хендикеп треба да биде, како кажам, воспитано, едуцирано, дека ги има еднакво истите права како и другите граѓани. И дека има обврска како и другите граѓани. Но милосрдието зар го поништува тоа? Да, затоа што вие ако му дадете нешто, а не го научите да ја лови рибата, во тој случај ќе го направите човекот дека континуирано треба да бара од некого нешто да му сработи работата. Ама вам конкретно ви треба помош? Ми треба поддршка, не ми треба помош. Јас барам од државата во ред, само момент. Контекст, да, значи, и се извинувам. Значи, поентата е, целта е дека државата треба да обезбеди услови на еднаков старт на сите своји граѓани. Значи, имам право за образование и државата треба да ми го овозможи да имам еднакви услови како и моите соученици да учам. За да можам јас да учам во редовно образование, е потребно да има пристапност и достапност најпрвин до објектот. Тоа ви се секогаш основните работи и гледам да имаме... во јавност кога идете, пристапноста, значи физичката пристапност пристапност е... и пристапноста е дел од Законот за заштита од дискриминација. Еден, значи основ, кој што може да биде основ, односно за покренување. Толку една мала работа, а толку изгледа ние здраво за готово си сваќаме нашето здравје и немаме проблем да размислиме што значи една скала за нас, а за вас може тоа да биде вистинска планина и тогаш настануваат проблеми.
Не можете да бидете личности какви што сте, тогаш треба се поддржувате, некој да ви помогне и тогаш настанува Има на еден некој начин тука дискриминација. голем, како кажам, парадокс. Најчесто вие викате, вас ви треба рампата. Не, рампата ми треба и мене и тебе. Лифтот ми треба и мене и тебе. Апсолутно. Бидејќи во спротивно, ако е така, значи ако рампите се само за лицата со хендикеп, во тој случај дај да ставиме една, како кажеме, граница, каде што секој ден ке влегува, нека сегрегација. стави. Да, значи не, поентата е да се инклудираме како и останатите граѓани, да ги оствариме нашите права. И ненамерно и при изработката на конвенцијата укажано е дека треба исклучиво да се гледа кон овој феномен од аспект на човекови права и од аспект на тоа дека треба да се создадат еднакви можности и услови за остварување на нашите права, не бенефициите, не милосрдието. Како да го поистоветувате милосрдието со сожалувањето. Сожалување ниту еден човек не посакува. Извини, Да, малку отидовме во некој Не, борете. во некој Линијата е можеби значи тука. Тука е некаде линијата. Меѓутоа повторно подобро да одиме и велам на сочување, остварување на правата на лицата со хендикеп. Права кои што и мене и вас ви следуваат, отколку да одиме кон тоа да ги тргнеме луѓето со хендикеп на страна. Во овој контекст Поверувајте. упорно се убацувам и тоа добро. За да конструктивност во муаветот. Значи, по некоја случајност, да речеме или не е случајност, јас сум исто така и државен советник во Министерство за труд и социјална политика. Веќе подолго време работам во Центар социјална работа, значи скоро преку 25 години, што значи цел живот сум имал контакт со лица, поединци, семејни заедници во ризик, меѓу кои лица со хендикеп. Онакулу милосрдието што го збориме. Значи, ние имаме категорија на граѓани кои што имаат одреден хендикеп. Сензорен, значи виден, слепи, слабовидни, глуви, наглуви, физички хендикеп. Не збориме за ментална ретардација. Имаме и со лесна ментална ретардација и така натаму. Тоа би значило дека сите овие лица треба државата, бидејќи сме ние социјална држава, да обезбедиме, сега без тенденција да преферираме, и тоа навистина ова влада покажува исклучително внимателност и сензибилност по однос на прашањата на сите и на деца без родители и така натаму, многу мерки се донесува и за лицата со хендикеп. И тоа се уште не е доволно. И сега каде е поентава? Многу е лошо да имате ситуација да бидат пасивни приматели на одредени парични трансфери. 5-6-7 милијади ќе седи дома и никој не видлив, се срами семејството, никаде виден, нигде присутен. Они имаат потполно право да се вклучат во образование првен и преку лични утре да бидат активни субјекти во градење на собствената екзистенција, да допринесуваат. Значи, да Толку- го затоа е парафразирам. да. Вие говорите како Така. да зборите со некоја меѓународна комисија. Имајте во предвид дека имаме едноставни луѓе, затоа јас сакам да го спуштам муабетот на човечко ниво. И ќе ви давам простор ако сакате да се обратите на стручната јавност со стручен, правен, политички јазик, институционален, тоа разбира. Мада мене ми е тешко, ја го избегнувам, инаку сигурно ќе бев и јас таму вклучен. Суштината на цела оваа работа е дека вие треба да покренете, мислам дека, уствари, моje мислење, сепак ќе го кажам како моje мислење. Кај нас се работи за свест. Вие неколку пати го спомнавте, но мислам дека е тука прва работа. Свест. Свест кај обичните граѓани, свест кај институциите и кога таа свест би ја имале, работите би биле многу полесни и за нас и за вас. Јасно. Во неколку наврати, значи, во овој контекст, значи дефинитивно. Најчесто свестоста е развиена онамо каде што има во семејството луѓе присутни и каде што имаме родни или блиски пријатели. Јас една мајка пред 7-8 месеци, мислам, од Струмица рече, се отвори дневен центар, што е исклучително важно, значи да имаат тие семејства да можат 8 часа да го згрижат своето дете, да може да има социјални вештини, да се едуцира, да има развојна компонента. И сега мајката вика, јас им препорачувам на сите останати мајки да не се срамат. Дури сега сватив на 55 години дека јас не сум крива што сум родила дете со хендикеп и да го чуваме дома како затворено и да го криеме од свесност. Како што било некогаш. Да, сега имам простор, дури може и да работи. Знаете која жртва е сега тоа? Она е цело време најчесто мајките кај нас во Република Македонија се посветени на своето детенце и го кријат. Значи ние мора да ги развиеме свесноста на секаде кај граѓаните. Не лажно и морално кога ја ги сме условно кажано и владата на 3 пати не опоменува, јас ова званичен
сум имал прилика на генерален колегиум да бидам Рашко Владеновец. Значи сега имаме ситуација, повторно не има заклучок на влада, имаме состојба дека во локалната самоуправа 50 локални самоуправи се адаптирани за пристапност, 50% не. Од државните институции со заклучок на влада, со инсистирање и со санкции и така натаму имаме само 1/3 приспособени институции. И тогаш каде е ситуацијата? А имаме конвенции, имаме закони, имаме се. Значи, мора да растеме се. Така нема волјата и повторно во оној контекст што го кажа пред малце Елена многу окей, не да ги гледаме значи како здравствен проблем, него едноставно само да има возможиме. Ние паралелно со сите овие процеси имаме процес на инклузија. И видите парадокс, во една градинка во некоја општина имате дефектолог примен кој што е задолжен за дечињата, во друга градинка паѓаат унесе со родителите, ќе дојде некој детеце со Даунов синдром, кој да е од Марс или кој не знам каква заразна болест работи, ќе ги отпишуваме децата. Има реакција. Зошто? А он има шанса да видат дека има различни, дека едни со други треба да си помагаат, дека тоа не е ништо страшно, колку ниско ниво имаме. Се сретнувавте ли вие со такво нешто во животот? И еве вие како дел од Полио Плюс, што ви говорат искуствата за свеста, реакциите на другите, игнорантскиот однос, па дури одбивањето спрема луѓето со хендикеп? Во последниве изминати години, значи, доста е подигната, мора признаеме, свеста за прашањето на хендикеп, меѓутоа тоа не е доволно. Потребно е континуирано да работиме на подигнување на јавната свест и тоа да го правиме сите. Значи, согласно и конвенцијата, има одредени принципи каде што од кои што нема бегање. Потенцирам конвенцијата и секако не е само едукацијата на институциите. Не е тука едукацијата на медиумите, кои што исто така ќе мора, значи, поинаков да имаат пристап кога презентираат или ги зборуваат за оваа проблематика. Туку е едукација и на самите лица со хендикеп од аспект на прифаќање на ова прашање или нивната состојба таква каква што е, од аспект на човекови права и да бараат да ги остварат своите права. Меѓутоа, покрај подигнувањето на јавната свест, неопходно е во Македонија да донесеме и заокружен систем, законски систем, кој што ќе овозможи пак конвенцијата со своите принципи и начела да биде спуштена на доле во базата. Дали таа конвенција ги покрива овие прашања што ви ги поставувам како лични и интимни? Сите ги покрива. Значи, ги покрива и тоа повторно укажува на тоа дека дали има обврска? Извин. Кажи. Дали има обврска таа конвенција? Дали постои начин како спрема тие родители кои сметаат дека кога имаат хендикепирано дете и го кријат, тоа да не го прават? Има. Значи, затоа е тука државата врз основа на конвенцијата да изработи мерки, активности на национално, локално ниво, да развие посебна политика за сервиси за поддршка. Ние слушаме за дефектолози. Што значи тоа сервиси за поддршка? Сервиси за поддршка се различен профил на луѓе кои што ќе даваат различна поддршка на лицата со хендикеп согласно нивните потреби. Каде? Во образование, во секојдневниот живот, како персонален асистент можеби, како толкувач. Киново, театарна утакмица на здравствена потреба школа. Окупационен терапевт, за учење за ориентација, значи на лицата со оштетен вид во средината. Значи различни профили согласно потребите на лицата со хендикеп. И не може сите да бидат вкрстени во еден, како што е тоа кај нас дефектолог. И за лице со физички, и за лице со оштетен вид, и за лице со оштетен слух, и за лице со интелектуална попреченост, државата вика еве ви дефектолог. Значи не одат така работите. Ви благодарам. Следново прашање. Ако само дефектолог не е потребен, бидејќи во училиштата потребен и психолог, бидејќи повеќето од децата имаат таа потреба. Потребно е психолог. Ако има деца кои со оштетен вид, не знам, друг профил, трет профил, сето тоа многу го оптеретува буџетот. Велат, ако веќе го користи здравството, придонесувај. Вие велите на овие луѓе да им се даде во борбата против дискриминација и сами да заработуваат, што на некој начин и гордоста и достоинството, нели, нема да примаат помош, нема да бидат на сожалување, туку едноставно они и ќе си изработат тоа што нив им е потребно на тој начин што придонесуваат во држава.
Колкави се потребите, бидејќи ние сме социјална држава, ние не сме богата држава. Знаете, ја можам да разговарам и би бил шокиран кога многу работи би недостасувале ние да имавме нафта, да сме како Куваит, да сме како Саудиска Арабија, тогаш би било недозволиво нешто да недостасува, бидејќи имаме неограничени средства. Вие работите сега со ограничени средства, ограничени можности. До сега, она што сум успел да го слушнам од вас, ви имате многу разбирање спрема тоа колку се можностите на државата да ви помогне и никогаш не сте барале, ама, како да кажам, не сте правеле од тоа голем проблем или едноставно јасно ви е која е економијата и колку можете да добиете. Мислам дека имате многу повисока свест за општеството од што ние обичните луѓе спрема вас. Значи, во овој контекст мора да напоменеме дека, да, социјална држава сме и тоа не упатува дека мора максимално да се заложиме да ги искористиме сите потенцијали. Значи, затоа и се упатуваме на размислување. Например, локалната самоуправа, може би ова е и добар апел преку вашата емисија, и до сите градоначалници. Ја потполно разбирам дека си има приоритети за правење на улици, за канализација, за екологија, за отварање капацитети. Меѓутоа, треба да се цели во семејните заедници. Знаете, ние денеска се уште немаме така наречени социјални карти. Што е тоа? Тоа би значило дека вие на одредена општина, било која земете, да немате, да не знаете, значи имаме само податоци колку имаме жители, колку се мажи, колку се жени, колку се возрастни, колку се малолетни, колку имаме одредена социјална патологија во смисла злоупотребувачи на дроги, на алкохолизам, колку има насилство, колку имаме деца со посебни потреби. Кој треба да ги има тие листи? Општината таа мора да го има тоа. Општината да го има. И сега ќе направи приоритет и кој ќе речем, ја во мојата општина имам 50 фамилии, и во таа, значи, пред советниците кој ќе рече, има буџет. Правиме улица, гласаме, окей. Ова се некои, предпоставувам, ова се некои искуства веќе, не измислуваме топла вода. Не, у социјала сум јас 30 години. И се упорно укажуваме на локалната самоуправа, значи покрај тоа, и тоа е добро и за гласачите утре, значи, сакате за општа популација, меѓутоа кој ќе дзирнете во ранливоста на вашата категорија и ќе констатирате дека имате во некоја општина, не знам, Чешинова, Облечево, 30 фамилии со деца со посебни потреби. Одма ви се наметува потребата да отворите дневен центар. Сега скапо е да. Државата ќе рече да, вие што ќе ни даете, ќе ослободиме за да се направи. После идеме со јавно-приватно партнерство. После конечно доаѓаме до ситуацијата она што Путин го направи во Русија, општествена одговорност. Да им објасниме малку на гледачите. Тоа значи не само државата со своите скромни и општеството, туку да се анимираат и приватниот секторот. Вие рековте еден многу клучен збор која го кажавте, го спомнавте Полио плюс, а тоа е во вашето делување, тоа е лобирањето. И мислам дека една од најголемите придобивки на демократијата и една од најдобрите е воопшто лобирањето. Ние ги бираме луѓето кои доаѓаат на власт и лоби групи застапуваат разни, од индустријски сектор до па и вие. Тоа е можеби и досега се покажа најдобриот начин за покренување на работите во позитивна насока. Како ви иде на тој план? Еве со државата чувствувам, гледам, еве го и представникот тука, работите се движат во позитивна насока, како ред. Како е со приватниот сектор? Како е со компаниите, фирмите? Сепак пазарно општество сме. За жал морам да констатирам дека покрај тоа што се уште ова прашање е само сведено на национално ниво, топката околу прашањето на лицата со хендикеп не е доволно спуштена нити на локално ниво, нити пак на агендата на приватниот сектор. Не дека нема одредени чекори и мерки кои што се покренуваат како за да се развижи ова прашање во тие полиња, меѓутоа се уште за жал сите ја префрлаат топката на национално ниво. Што и во ред е од една страна, затоа што и на национално ниво немаме дефиниран став што, кој, каде и колку и на кој начин ќе бидат преземени одредени мерки за остварување на правата на граѓаните со хендикеп. Например, пристапноста и достапноста. Откако јас сум веќе 10 години, што се вика во Полио плюс, од почетокот зборувавме за пристапни рампи, како треба, дека секоја рампа не е рампа, меѓутоа еве и после 10 години се уште учиме што е рампа. Значи, не може така. Значи, не може државата од една страна да вика да,
Треба да изградиме пристапни и достапни, значи да го направиме нашето општество пристапно и достапно за лицата со хендикеп, како и за другите граѓани, но од друга страна да имаме рампа само заради тоа да имаме рампа. Ако е прокламирано и веќе уредено со закон дека треба тротоарите да бидат спуштени, треба да бидат спуштени. Значи државата ќе мора да работи на имплементација. Така, бидејќи нели во рете ако во општината имаме рампи и пристапност, а приватниот сектор отвора маркети во кои немате пристапно, зградата нема пристапност. Немате станови пристапни и достапни, значи дури и вие било кој да се најде во состојба на хендикеп, многу ретко, соба унатре, тоалет специјално, не само да влезете у хотел, треба да живеете, а унатре работите. да функционирате, евентуално, работна група. Знаете, право да ви кажам, позитивниот пример крева свест. Например, еден од поголемите трговски центри во Скопје, просто не можеш да ги одбегнеш прилагодувањата за пристап и специјални тоалети за луѓето со посебни потреби. И искрено да ви кажам, мене ми предизвикува, чекај, знаеш, има и други луѓе, знаеш, самото тоа кога ќе се направи, дури и само по себе веќе ја менува свеста, знаете. И тоа е, мислам, позитивен пример, бидејќи и таквиот начин. Но, ајде за би ве потпрашал некој, ова е моја констатација една и мене ми беше драго кога ги видов тие, па дури влегов чисто да видам какви се вашите потреби и да го почувствувам затоа што имам и јас близки. Значи, мора широк тоалет, го разгледав тоалетот каде што е, мора да биде со широка врата, голем простор да има, предпоставувам, за количката или така натаму и така натаму и сето тоа. Во светот тие се користат и за мајките со деца. Да, токму така. Значи, и тоа го имаше, да. Сакам повторно се враќаме дека прилагодувањето на средината да биде пристапна и достапна не е само за лицата со хендикеп, е за секој еден од нас. Цивилизацијава ја градиме како да сме сите Херкулеси и да пукаме од здравје. А веќе 50-60 година кога ќе почнеме на бастумо да се подпираме, гледаме дека, нели, ама и ние здравите многу брзо ќе дојдеме на вашето, еве вие имате таа несреќа да животот поголемиот дел и целиот живот го поминете со помошни средства, со помагал. Ами ние здравите кога тогаш не чека истото и тогаш ќе ги увидиме. Значи, не правиме само за вас. Правиме за сите и за нас. Затоа викам, направете го за вас, не го правете за мене. И затоа едно е за да, пошто ти си видел, друго е кога ќе се види, едно е од принципите или повторно ќе се повикам на конвенцијата, но и нашите заложби е нашето учество во процесите на донесувањето на одлуките, за да биде поголема и свесноста. Апсолутно. Господин Миновски, моje прашање до вас е, разбрав дека е во тек првиот судски процес покренат по тужба за заштита од дискриминација. Каква е вашата улога во процесот и дали тужителот се обрати прво до комисијата? Зашто конкретно се работи? Каков е тој судски процес, прво кажете ми? Така, да, благодарам. Значи, имавме представка од професорка од Средно училиште во Штип, во кое што директорот со одреден, нели, акт ја прераспоредува од професор во библиотекар. Ние нормално ја примивме представката и разгледавме, ја делегиравме, професорот Јован Ананиев ја водеше непосредно, направи и увид, констатираше ситуација, факти, докази и констатиравме, донесовме мислење, значи тоа е улогата, ако констатираме дека има дискриминација, носиме мислење во кое што кажуваме дека по кој основ, заради што и така натаму, дека има дискриминација. Во тој контекст даваме препорака како да се надменат постоечките проблеми. Што беше конкретно дискриминацијата? Па дискриминацијата беше по основ на пол и по основ на возраст. Значи професорка која што има полн фонд на часови, а таму имаме уште неколку професори, една пред пензија, другата со договор за дело и така натаму, не е прераспоредена на местото библиотекар и она смета дека е тоа тенденциозно направено со крајни, значи одредени задни намери од страна на директорот. А она е припадник на
Па не, она си е жена и така натаму. Дали е жена со хендикеп? Не, нерегуларно се. Ова е нерегуларно, туку по основ на дискриминација. Дискриминација по основ на пол, а дека е жена, меѓутоа затоа што во исто време она укажува дека е вознемирувана од различни аспекти од страна на директорот и се иницираше постапката. Чекайте, ова збориме, ова е значи булинг, омаловажување, спуштање на несоодветно работно место, нешто што е мејнстрим во Македонија. Немојте да ги отворам телефоните, море. Ја дневно добивам по 10 писма кои верувајте, тие луѓе имаат мака, мене ми е тешко само да ги прочитам тие писма. Затоа може да се јават Затоа е добро дојдено и затоа Република Македонија. Што да се јават? И да пријават дискриминација, каде што комисијата... Со донесувањето на законот и со формирање на комисијата... Има камера, некоја го зумира. Ова е... Чекај, да го објасниме малку со ова. Гледам, доста сте полетни, така да... Значи, внимание, еднаквост, не биди соучесник, пријави дискриминација. 0800 123 12. Тоа е бесплатниот телефон. Добро. Значи, на база на проектот наш заедно, значи, на прогрес проектот во кој што учествуваше Министерството за труд и социјална политика, ние ко независно тело и Полио Плюс. Значи, направивме кампањи, имаме спотови, имаме промотивен материјал и така натаму, меѓу кои бесплатната линија што имаме билборди, само да ја доближиме дискриминацијата до граѓаните, односно да ја анимираме јавноста да не бидат соучесници. Значи, ако некој почувствува дека некој е дискриминиран, да го посоветува, да му каже да се јави, да го охрабри и така натаму. Така да во тој контекст, затоа со носењето на законот, пред малце реков, и формирање на комисијата, ние се како држава го закруживме процесот на спречување и заштита од дискриминација. Значи, покрај комисијата имаме народен правобранител. Меѓутоа, нашата предност во тој дел е затоа што народниот правобранител постапува подноса дискриминација само во јавниот сектор, а ние во јавен и во приватен. Друга работа што имаме многу малце се представки од приватниот сектор, токму од оној аспект што го рековте вие. Значи, мора да се храбрат граѓаните за да поднесуваат представки. Ова професорка констатиравме и имаше судски процес бидејќи директорот не постапи по укажувањето на комисијата. Комисијата има законска основа да судијата не викна како замешувачи. Тоа би значило дека сме во целата постапка судска како медијатори, да не биде експерти во тој дел. Зошто ние сме констатирали, значи му олеснуваме на судот во доказите и фактите. Така. Нели, од аспект. И ние често пати имаме сега се уште многу важна работа да кажеме дека и кај врвната фела судиите во Република Македонија мора да ја подигнеме, значи, сензибилизацијата по однос на дискриминацијата, затоа што и во овој случај цело време провејуваше постапката да се води за работен спор, а ние упатувавме како замешувачи, викаме, знаете што, работен спор е, да, класика. Вие ќе пресудите имало повреда или немало. Меѓутоа ние сакаме да кажеме нееднаков третман. Значи, нашата основна флоскула во овој дел е нееднаквите можности, нееднаквиот третман, значи, тоа е главната поента и ако има основа во законот. Господјо Башевска, колку ви е капацитетот вака да работите? Колку што Бог дава сили. Може ли да направиме една пауза, бидејќи сепак нели постојано сте во движење, ќе направиме една кратка пауза, па ќе го продолжиме разговорот. Делува, морам да признам дека гестовниот јазик делува фасцинирачки, една од најелегантните, најубави, најестетизирани работи, нешто балет со раце, прекрасно. Ви благодарам, многу ми ја разубавевте емисијата. Одиме со првиот блок реклами. Понекогаш имаш чувство дека ти е направена голема неправда. Се чувствуваш излажан, измамен, изигран. Сакаш некому да се пожалиш, да побараш правда. Но се сомневаш. Мислиш, таков е светот, Божја волја или твоја карма. Ти се чини, а и така нема кој да те чуе. Глас во пустина, глуво доба. Но не е така. Ако си навреден, без да дадеш повод. Исклучен без причина. Нееднакво третиран и без еднаков пристап. Тоа не е карма. Ниту Божја волја, ниту пак твоја лоша судбина. Тоа е дискриминација.
Обрати се до твојот комесар. Обрати се до Комисијата за заштита од дискриминација. Комисијата е секогаш достапна. Нејзините стручни лица се постојано тука да ви помогнат. Да не бидете жртва на дискриминација. Посмели се, пријави дискриминација. Почитувани гледачи, продолжуваме со разговорот во студиото. Гости се Елена Кочовска, програмски раководител во Полиоплус, Душко Миновски, председател на Комисијата за заштита од дискриминација и нашиот гестовен преведувач Марија Башевска, кој е исто така гостин вечерва. Поставивме неколку прашања, имам уште неколку работи кои би сакал да ги дознам. Од крајот на декември 2012 Комисијата за заштита од дискриминација е членка на Еквинет, на кој учествувавте на работата на Еквинет и кои бенефити ги има Комисијата како и Република Македонија од членството во тоа тело. Но први треба да ни објасните што е Еквинет. Така, значи тоа е меѓународна организација во која што учествуваат сите тела за еднаквост од Европа и беше исклучително важно и за нашата комисија затоа што дефинитивно сме присутни во Европа, идеме на состаноци, потоа имате тематски работни среди во кои што се разгледуваат одредени специфични состојби, затоа што понекогаш има подредени основи, одредени случувања во општествата и избиднувања по однос на раса, нетрпеливост, верска нетрпеливост, етничка и така натаму. Имате разни состојби и доста често се збунувачки. Во тој контекст исклучително е важно, ми тоа дека мора да напоменам дека ОПСЕ, мисијата на ОПСЕ во Република Македонија исклучително многу ни помогна. ОПСЕ? Така, да, стои позади нас, значи ја плати чланарината и така натаму, и што е за нас многу важно, влеговме со Република Македонија, значи не сме под фиром. Имаме учество и што е исто така доста важно, ако имаме некоја дискутабилна, значи ние 7 комесари сме, сите сме различни фели. Имаме 20 декани на факултети, имаме Ризан Сулеймани, поранешен пратеник министер, значи сакам да кажам еден шарен состав во ситуацијата во смисла со различен професионален бекграунд и тоа е добро за комисијата. Меѓутоа имате ситуации кога едноставно си викате затоа не е едноставно да речете овој дискриминира и да ги повлече сите санкции, а да не е така. И ние можеме, значи сега, затоа што сме членка, да го доставиме нашиот предмет со укажување до Еквинет, сите земји членки да дадат своје мислење. Замислите која е таа предност, експертиза да ви дадат во тој дел, како мислат, што мислат они. И тоа би било огромен притисок ако имаме случај, значи да разберам. Ако имаме случај на дискриминација во кој вие се борите да го наметнете во институција, на суд и така натаму, на овој начин вие добивате и меѓународна поддршка што добива поголема тежина. Специфична тежина и значи можеме ако дојде судска постапка да го кажеме и тој аргумент што е исклучително важен. Господи Елена, имало ли конкретни случаи каде што комисијата помогнала на ваши членови? Па лицата со хендикеп значи поднесуваат представки и голем дел од нашите членови, но и другите лица со хендикеп ги мотивираме како организација што е можно повеќе да поднесуваат представки до Комисијата за заштита од дискриминација. Зошто? За да можат да ги бараат механизмите, да ги користат постоечките механизми за да ги остварат своите права. Така. Кажете ми што најчесто се представките? На што се жалат? Каде е дискриминација? Најголем дел ја препознава дискриминацијата при вработувањето. Меѓутоа мора да укажеме на тоа дека од 2010 ако имаме законот и не само кај лицата со хендикеп, туку и општо кај целокупната јавност, па дури и кај институциите, кај ни треба поголема едукација за тоа да разбереме што е дискриминација. Значи се не може да биде дискриминација. Апсолутно. Значи може да биде нефер животот, меѓутоа и тоа не е дискриминација. Браво, респект за ова. Респект за ова, бидејќи така, нели, животот е нефер и не можеме да се жалиме сега. Цел свет ни е крив заради тоа. Така. Значи има одреден сегмент што го опфаќа
дискриминацијата и тука бара едукација. И голем дел од лицата со хендикеп, семејствата, кога ќе дојдат дури кај нас за неправдата што се случува, им посочуваме каде, доколку има основи за дискриминација, да се обратат до Комисијата за заштита од дискриминација. Меѓутоа, она што најчесто го препознаваат од старт е вработувањето. И покрај тоа што основот, пристапноста и достапноста е веќе како основ наведен во самиот закон за заштита од дискриминација, се уште истите не се доволно мотивирани да поднесуваат представки до институциите, до приватниот сектор, па дури и на локално ниво, по основ на пристапноста и достапноста. При барање на работа. Во пазарот на трудот, најчесто. Добро. Иде конкурира, го гледа дека е лице со посебни потреби и не добива работа. Каде е тој момент каде што работодавачот има дискреционо право да одлучи кого ќе прими на работа и кого не? Каде е она момент каде што едноставно такво лице можеби ќе ја врши работата, ама лошо и добро, и како се одредува каде тоа лице е најпогодно и најсоодветно за таква работа, нели? Бидејќи сега ние сите можеме да имаме своји соништа и аспирации, ама едноставно, нели, животот не е фер. Сега тоа е ситуацијата, не можеш да ја бараш таа работа и сега ќе се жалиш на дискриминација. Предпоставам дека нема многу вакви, нели, размислувања, но ме интересира каде е дистинкцијата. Сигурно вие сега нема да се пријавите да бидете камерман, затоа што тоа бара носење, нели, на рамо, и сега ако не ве примат во Сител телевизија како камерман, тоа би било дискриминација, нели? А таму бара физичка предиспозиција. Па сега зависи, ако ги земеме во предвид техничко-технолошките напредоци и развој, кој што се, можеби ми можела да бидам камерман. Тоа е веќе индивидуално. Да, ако ги дајме на пример, вакво нешто малец. Да. Па добро. Има столици кои што се движат. Наспроти од тоа, голем дел од лицата со хендикеп не се осудуваат да бараат работа на отворениот пазар на труд. Во Полио Плюс викаме не може да бараме достоинствено вработување ако немаме паралелно достоинствено образование. Така. Значи, ако вие го способите било кој да е, точно, лице, му дадете еднакви можности за образование за да тој човек развие своји афинитети, потоа истиот ќе може да најде достоинствено вработување. Меѓутоа, кај нас проблемот е, како кажам, системски. Најчесто неостварувањето на едно право, кршењето на едно право води кон кршење на друго право. Значи не може да имаме вработување. Добро ги познавате работија. Треба да влезете у политика. Треба да влезете За жал, нити во законодавната, нити во извршната, нити во судската немаме присуство на лица со хендикеп, што представува веќе уште еден чекор како државата гледа за нашето вклучување во општеството. Господин Миновски, вие најангажиран вечерва бевте и говоревте околу законот. За вас гледам како што исто и вие, господин Цевена, гледам дека законот ви е алфа и омега. Тоа е основата на сите овие работи да се остварат. Колку е добар овој закон, што очекувате од него и колку он треба сега, што е проблемот со него? Имплементација, предпоставувам. Да, најчесто како за сите останати закони, нели? И тоа ние мора да напоменеме дека владата во овој контекст донесе една методологија за оценка на регулативата, што подразбира дека секое министерство е задолжено секоја година по 2 закони да даде и да ги не мониторира независно тело во делот на имплементацијата. Не ве разбрав. Значи, еве опсе. Ова комисиски, извинете, овие разговори. Ќе се потрудам да вака. Значи, Министерството за труд и социјална политика на база на донесената методологија нова на владата го посочи Законот за заштита и здравје при работа и Законот за заштита и спречување од дискриминација да се мониторираат како се имплементира.
Истото би го кажа. Да, ама и сега, значи направена обсервација и се констатира и сега имаме Кој ја извештај. прави таа обсервација? Независно ОДИХИР направија обсервација на законот. ОДХР. Да. Добро. Значи, фокус групи со граѓани што поднале представки, со Добро. институции, со се и дават препораки. И ние сме За законот. Да, значи законот не е идеален, кој секој закон и може да се унапреди. Многу важна поента е ова и ви благодарам за прашањето да што ние со силни заложби сакавме и со министерот сега, значи конечно ние сме 7 комесари кои сите работиме на свој работни места, еднаш неделно се собираме. Значи ние нас ни фалеше стручно оделение, стручна служба, кој што стручно, технички и административно ќе ни помага. Значи, о прибирање на докази, идење на овид, припремање на предметот, кој ќе дојдеме ние да, нели, условно кажано, мудрите глави, седнеме и се процениме има или нема дискриминација. Конечно, на база на препораката веќе ќе иде измена, сега дадовме до влада, што е многу во тој контекст доста добро. Значи секогаш може нешто да се менува, околу отовратно докажување може допрва треба да се размислува во идната измена и така натаму, и тоа генерално е многу добро што постои. Ние сега како комисија сме условно кажано централен авторитет за спречување и заштита од дискриминација. Чудно ни е што не се храбрат граѓаните, особено во приватниот сектор, кај што евидентно секоја чест за приватници кои што се регуларно и со плати, респект, почитување, толеранција, се има. Ми тоа имаме хаотични состојби, ми тоа ние не можеме со ЕНН или на база на предпоставка. Мора да се охрабрат, да знаат дека постои тело, дека треба да познаат за представка, ние да отидеме, да собереме докази, да донесеме мислење дека има. На тој начин ќе креираме све со која некој ќе плати глоба, кој ќе го пише дека таа фирма направила дискриминација по основ на етничка припадност, по основ на политичка припадност, по основ на хендикеп, по основ на род и пол. Добро ли е тоа као пракса е да ги прозиваме тие Да, луѓе? дефинитивно. Да. Мора така. Затоа што некој си земал за право, значи ние имаме простор во периодот значи на медијатор со наше посредување како. Нели ќе му ни доставува представка, правно лице или граѓани. И вика сум дискриминиран. И ние сега Ама имате ли толеранција дека може би тоа да се направи од Значи, видите во кој дел од немукает, од не му фаѓа на памет, не од малициозни намери. Еве кај ќе го тестираме тоа. Значи доаѓа представката, ние сме должни во рок од 15 дена да ја доставиме комплетно представката со доказите што ни ги достави. Вие комисијата? Да, до него. И истиот тој е должен да даде одговор. Седумте Комесар, да, зависи кој го држи предметот. Седморица величанство. Така, јесте. И сега, даваме и во произнесувањето негово. Ја ќе ви кажам Како го кажа јесте? па за величанствени, да. Еве ќе ви кажеме пример со ноќни волци. Добро. Супер. Значи јас многу ги респектирам, дечките се топ и така натаму, покажуваат и многу хуманитарни акции и така натаму. Во организација на градот Скопје со нивна подршка се одржува горе нивен хепенинг дружба и така натаму. Покрај останатото има плаката во која што се кажува, генерално е многу во ред, не е дозволено алкохол, не е дозволено секс на отворено, не е дозволено тоа и така натаму, меѓутоа во останатото има едно знакче во кое што упатува на хомосексуалци затоа што со неодреден пол беа нацртани. Значи нема фигура на женско на машко, него неодреден пол. На база на тоа ни реагираше коалицијата за заштита на здравствени и сексуални права на ЛГБТ популацијата. Ние само со што доставивме до нив да се произнесат зашто и како, они толку коректно рекоа не знаевме дека вознемируваме со него, го повлекува тоа. Значи гледате како некој што има добра волја и од нехат можеби го направиле, кој што рековте. Значи може. Меѓутоа како со професорот во гимназијата и покрај укажувањето дека треба професорката да има завеси, дека треба да има грење, треба да има систем за евиденција и дека треба да ја врати не постапува, значи тогаш мора да име на суд и да даеме подршка на граѓаните. Значи уште еднаш да им кажеме на гледачите. Иако имаме представник од Полиплус, Стоица Елена тука. Така. Ние не збориме овдека законот за дискриминација дека се однесува само за луѓе со специјални уште 18 други основи. Туку законот за дискриминација се однесува за сите, па дури и за мене. За сите нас. За било кој граѓанин. Може само уште еден апликативен пример што Не може. колечка. Може сега. Може, да, благодарам. Значи видите, возим, идеме на семинар. И Неодоливо ми беше. И се јава колечка од Вести не прашува. Ве молам Миновски, кажете ни дали е дискриминација огласот кој што е распишан од Катар Airways, кој бараат стюарти, машки и жени. За машките бараат одела, фракови и така натаму, пеке на интервјуто. За жените бараат да бидат со мини сукњи, со деколте и да не носеле најлон чорапи. Вие дали е тоа нормално и разумно? Се извинувам. Се извинувам. поента ја викам- Моето либидо одма се Така, согласува. да. Ја викам, бидејќи се работи за стюарти, викам стюардеси, тогаш од авион се гледа дека директна дискриминација. Замислете, во самиот старт, нас владата не задолжи во минатата година април месец да направиме истражување по 3 основи.
Значи за при распишување на конкурси. Значи уште во стартот збориме за дискриминација. Добро, се работи сепак мора да направиме ние фер општество. Да. Така. Каде ќе ја повлечеме линијата помеѓу хуморот, забавата и сеирот кој си го правиме едни на други. Знаете, ќе речат Јанко е дебел, Грци дебел. Сега можам да се повикам на дискриминација, за 24 сата ќе пресудите во моја корист и ја ќе идам да се тужам. Ама смешно е, се зезаме. Ние си правиме Јанко, шеги да. и на тоа. Не би требало, каде ќе ја повлечеме таа линија кога ќе излезе некој и ќе направи Тони Михајловски, ќе излезе на сцена и ќе почне да се зафркава со боја. Нема да може така. Зошто да не може? Јас сметам дека е тоа добро. И дека не е страшно. И дека не е страшно. Ние Добро. согледувајќи си ги собствените мани, јас сум цел живот исто така бил подложен на критики и така натаму и сметам дека е тоа забавно и интересно и ние си олабавуваме тезијата меѓу себе. Ке нас е темелот, базата е Универзалната декларација за човекови права 48. Наместо сите оние дефиниции сериозни големи. Ајде, знаеме дека црнец не смееме да го кажеме нигер, ама затоа црнецот може нигер да се каже. Упатува дека сите се раѓаме со права и со слободи, односно со дигнитет и ништо друго. Ако вас не ви е проблем тоа, шелчагете, никако проблем. Никако проблем. Меѓутоа, видите што... А ако некој се најде еве во овој контекст би кажал. А го навредуваат Јанко па покрене таков процес. Дефинитивно имате право да поднесете. Не. Да? Сега, например, вие да подне... Да? Тони прави шега на моја сметка. Можеме или вие би требало да се охрабрите? Не сакам. Јас сметам дека е тоа добро. Добра е реклама за мене. Јас се смеам на вицот за мене. Тогаш би покренеле само кој е нешто као појава, као феномен, кој има... Дали ти можеш да покренеш Може, ми тоа не за во лично име, станува збор за одредени феномени кои што имаат негативно влијание врз општата. Многу напнато. Ние треба да бидеме полабајно. Дозволете ми да ви кажам како треба да растеме усвесност. Например, неколку примери, пратениците, нели се народни емисари. Така, тие се должни. И секоја чест, нормално, имаме собрание кај што се тепа физички така натаму, нели? Вокабуларот го знаеме веќе и така натаму. Меѓутоа, видите како се случува. Роначалникот на Струга беше пратеник. И не сакајќи да мудруваме и да кажуваме паметни работи, понекогаш грешиме и може да има консеквенции. Он вика, дуи нели беа излезени заедно, имаа некоја друга политичка ситуација, каде што сака да покажа за делот на албанскиот блок, меѓутоа дуи се вратија многу бргу. И он се кајќи, алудирајќи само да биде малце ироничен и паметен, и вика, ја мислев дека сте вие олимпици, вика, ама вие сте биле параолимпици, алудирајќи на хендикепираните. А пред недела дена пред тоа Бикова ни донесе медаља, каде што Република Македонија со уставно име и свиреа. Видите како некаде грешиме. Бранко Црвенковски вика во Неготино, например, ситуација каде што имаме кампања, доаѓа и нели имат кандидат жена. И алудирајќи дека ВМРО не сакам вака конотација, ми тоа дека нели не прелјав градот, конечно имаме добар кандидат жена која ќе го ичисти градот. Дали само жените треба да чистат од денешно време? Нели? Гледате како кои се варијациите на темата. Архетиповите. Не, е така. Пошто дома ја чистам сметам дека жените треба да се Добро. Има еден многу популарен американски актер, а во Америка знаете колку се строги за вакви работи. Многу е популарен, еден од најпопуларните во светот се вика Джеф Данам и е вентриквилист. Тоа значи користи кукла и збори. Во неговите настапи он прави мајтап со сите. И со црни, и со бели, и со жолти, ама буквално без пардоне со сите. И сите се смеат и никој никогаш не поднел тужба против него. На еден од неговите настапи, он настапува во живо. Тоа е фантастично, ќе се умрете од смеење да го гледате. Ја често некогаш вадам инсерти ќе пуштам. На неговите настапи во живо, кои се претежно со многу зборење и гестикулација, дошла група на глувонеми, они ги викаат deaf people. И седат во публика, го гледаат него, а пред нив имаат исто вака со гестикулација. Да. Едно време вика, го гледам се, он да раскажува исто на сцена качен, вика, во Денвер, вика, и ја гледам, вика, сега гледам група, вика, deaf people, вика, и имам преведувач гестикула. И вика, едно време зборам и почнам, вика, квадрат, птица, ножици, ленјер, бам, бам, трес, бум. И вика, и ги гледам, вика, овие
Сите фаза, што збори се? И вика, ми беше неодоливо. И сите се изнасмеавме. Вика, значи, ја вика, направив штос на нивното ете, вика, ама никој нити се налути, нити се навреди. Ние треба да бидеме како фамилија. Ние треба да бидеме луѓето меѓу себе многу поопуштени, многу повеќе разбирање да имаме. Се до онаму дека нема тенденциозност и некој што сака да специјално ве навредува, ве маловажува со најразлични работи, тогаш веќе смета. Иначе дефинитивно треба ималци и ширина. Не е проблемите само ако ви причинува лично незадоволство од таков однос. Затоа збориме донесеме закон за мобинг. Например, таа психолошка тортура, сексуална провокација на колешки и така натаму, коментари за градник, за излет и така. Некој сака, му годи, некој вика не, сакам да ми коментираш. Што правиме? Како да ги одредиме тие? А тоа треба, значи, тоа е договор меѓу двајца, така? Да, ма ако некому не му причинува задоволство, тогаш ќе има право да се обрати и да биде заштитен. Апсолутно се согласувам. И сме виделе, ќе треба да едноставно ќе мора малце повеќе емпатија, малце повеќе внимание спрема другиот. Така, веќе да размислуваме што да. Ја би ја замолил сега режијата да ги отвориме телефоните за јавувањата, бидејќи имаме голем број на јавувања, телефоните сега ќе бидат објавени доле под насловот Јади бурек. Слушай, морам да те прашам. Има еден филм, се вика, со Мел Гибсон, се вика Mad Max. Во првиот дел имаше една култна сцена, кој ние како млади, стално меѓу дечко и девојка си ја кажувавме. А таа беше во една сцена од филмот, она му се обраќа со гест и му вика I'm crazy about you. Луда сум по тебе. Ај направи го, луда сум по тебе. Нешто беше... Има неколку различни тумачења како може тоа да се искаже. Секоја земја има различен. Америка има... Секој има различни. Многу елегантно беше и го употребуваме, ни беше што со онака. Ја гледаш девојката и... Значи, секоја држава си има свој јазик. А си има свој јазик? Како се учи овој јазик? Па има, значи, учители. Нема микрофон сега да поразговарам со незе? Значи има учители кои што го учат тој гестовен јазик. Така? Се учи. И истиот се учат и лицата кои што имаат оштетен слух, значи за да може да комуницират. Меѓутоа секоја една држава си има свој јазик. Тоа е јазикот е врз основа на азбука, букви или врз основа на гестови, но имаат и еднорачни азбуки, значи ги користат и двете раце. Но во нивната комуникација кога јас сум ги гледала, користат и еднорачна азбука, викаат некош. Така. Фасцинантно. Меѓутоа користат гестови кои што, како викам јас често, дури кога ќе појдете некаде надвор на летување, а не го познавате тамошниот јазик, вие користите гестови. Тоа е фантастично, мене ме фасцинира. Тоа е секојдневно. Најверојатно ќе ми бидете гостин во иднина, се надевам, ќе разговараме една посебна емисија за луѓето со специјални потреби, особено за глувонемите. Па вие како новинар ќе можете да присуствувате. Океј, првото прашање кое ни пристигна уште одамна е од социјална сфера, од Сдруженијето на слепи. Прашањето е, вика, до кога туѓа нега ќе доцни редовно по 2 месеци? Бараме да се дава тековно и редовно, без доцнење секој месец. Добро, генерално се во право, и тоа нели се зависи од буџетските средства. Мислам дека владата направи случително многу со воведување на нови, да речеме, навоместоци, мобилен додаток и така натаму. Држи констатацијата, ниф им е неопходно тоа. Што е тоа мобилен додаток? Додаток за мобилност, значи за лица со одредена категорија кои што користат количка пред се, за да може да бидат мобилни. Значи не за нешто се фиксирани за дома, туку за одредени нивни потреби од јавен карактер, приватен карактер, посета на здравствени институции, културни
посебни и така натаму. И затоа тој додаток за мобилност се дава 7.000 денари за да може да им послужи бидејќи има додатни трошоци и така натаму. Исклучително важна работа. Пред малце не кажавме тоа, имавме сега нели конкурс за 300 лица вработени, на тој начин владата ја подигна свесноста кај многу во граѓанството и сега во општествените јавните институции ќе бидат и веќе во моето министерство имаме примено луѓе кои се глуви, имаме со Даунов синдром, имаме слепи лица, работат на кол центарот изворедно. Значи, они битно е само пристапност, они после тоа се 8 часа тука веќе, цело време изверзирани се за тоа, имат посебна, значи, добиено посебна едукација за тоа. Така да, полека ја подигнуваме свесноста, тоа се огромни трошоци зафати од буџетот. Управо се трудиме секој месец, меѓутоа се зависи од финансии кои ќе го пребацени парите. Одиме со гледачите. Добро вечер, повелете во програма сте. Ало? Добро вечер, повелете. Ало? Добро вечер, повелете. Јанко? Да, повелете во програма сте. Ве слушам преку телефона да ве гледам на телевизија. Значи, темата е во ред, спаѓам во тој дел, значи со хендикеп, родена сум, значи со хендикеп. Скратување со исчашани колку ве оперирана сум пред 5 години. Значи страдам исто и со нога на левото колено, значи со гонартроза, со скинат менискус. Живеам во зграда на 7-ми спрат. Значи 2 години лифтот воопшто не работи. Каде живеете? Живеам во Бутел 1. Во зграда на Поднесени се барање, 7-ми значи спрат? во овие згради што се на Босна и Херцеговина. Добро. Да. Известени се конкретен истина пример. за станување. Значи, доста време барав да го кажам овој проблем. Не сум пријавена, значи, јас во полио. Значи, работам, значи, мојата екзистенција, самохрана мајка сум, работам, значи, мојата екзистенција, повеќето време јас го поминам во боледување, зашто имам потешкоти со симнување и се качување, значи, по скалите. Дадено е барање секој, значи, ова е веќе во јуни 2 години. Значи, јас се малтретирам со моето здравје, секој ден, значи, јас, значи, само се симнувам за одење за на работа. Моментално сум на годишен одмор. Значи, во рок од овие 5 години, јас сум 3 години на боледување. Добро, ја ви благодарам за јавувањето. Еве ви конкретен пример. Па да. Ова спаѓа во дискриминација или во што? Тука има првен технички проблем. Елена се согласува дека има лифт, дискриминација. меѓутоа не е во функција. Да. Добро. Значи, први не тоа. Значи веќе зградата има обезбедено да речеме поднос на тоа. И се кои механизми, што може да направи оваа жена? Значи, барањето кое што го поднела до стамбената, пошто нели веќе се формира сите стамбени згради, имаме комисии, се извинувам, може да го сгрешив името. Ја не го знам точно, појма немам. Она го рече како СИС по-старо. Кој што пак согласно законот за домување и правилникот се должни да излезат во пресред да има стамбената зграда, значи пристапност и достапност. Доколку стамбената заедница не излегла во пресред, тогаш може да поднеси представка може и до Министерството за транспорт и врски за почеток, да видиме што е технички карактер први, а они го донесоа законот за домување, па евентуално ако не се постапи да се поднесе представка па да реагира. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Сакам едно прашање. Зошто касне мобилноста и неѓите на инвалидите? Едно. Друго, ќе имаше покачување на неѓите, нема ништо. И на мобилност. Ајде и прашам, нека ми одговорат. Благодарам за јавувањето. Покачување на медите. На негата. На негите. За друго лице, да. На негите. На туѓата нега. Не, тоа не знам како. А добро, генерално мислам дека за кај нас лицата со хендикеп повторно поради економската финансиска ситуација во која што се наоѓаат семејствата. Зависат од државата. И зависат од државата и наместо туѓата нега да биде поддршка од државата која што ќе го користи самото лице, најчесто завршува во семејниот буџет. И ради сега одложувањата од причините кои што сигурно ги има државата, значи туѓата нега касни. Меѓутоа, додатокот за мобилност, кој што го спомна господин Душко, е исто, значи, мерка, меѓутоа пред се фискална мерка. И поединечно мораме да укажеме, значи, да кажам дека поединечно
гледано како фискална мерка е добра, меѓутоа не води кон остварување на ниедно право. Значи, државата убаво тоа што изразила желба да даде по 7.000 за лицата кои што имаат 100% телесен хендикеп. Тука спаѓа додатокот за слепило и додатокот за глувост кој што е 4.000 и се дава над 26 години. И е целосно чиста фискална мерка, која што не води кон остварување на ниедно право. Значи, државата ги дава тие 7.000 само за седење по дома. Во основа немате обврска како лице со хендикеп да правите нешто. А вие сте борец, вие сакате Ние викаме вашите дека членови да ги натерате да работат, да и заработуваат. државата е должна да ги дава, значи тие со обврска. Да, 7.000 е спремна државата да дава, меѓутоа на лицата со хендикеп, кои што ќе прифатат одредена обврска, да волонтираат. Да. Па дури и да шетаат по раскрсница, Значи, меѓутоа да дадат точе дека денеска нешто сработиле. Делеле флаери. Флаери. Така е, И браво. истото да се Браво. дава, значи, од мали нозе и износот да варира во зависност од степенот на независност на човекот, а не во една сума сите додат. Ме одешевувате и морам да признам дека прав човек на право место сте. Многу ми е драго што дојдовте вечерва. Овие пораки што ги кажавте, колку се совпаѓа со самата идеологија и филозофија која јас со години наназад ја застапувам и идеолошки, и политички, па дури и религиозно. Мислам дека е ова суштината на човеково битисување. Како што велат, да правиш најдобро што можеш во сопствените рамки, бидејќи нема поголемо уништување за една личност да седи дома и да не прави ништо. Да. И најхендикепираниот може нешто да прави. Може. Може ќе земе една игла и нешто ќе направи, што се вика. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Ало? Повелете во програма сте. Добро вечер. Повелете. Јанко? Повелете, господјо. Јас многу ми е мило што ја отвори оваа тема за разговор. Инаку јас сум мајка на лице со хендикеп или со ментален хендикеп, се грижам за керка со ментален хендикеп. Во овој момент таа уопште не е покретна и 9 месеци е пуштена од нервно во полужива состојба или општо речено не е на овој свет. Туку само вегетира како е на билка. Значи јас како мајка многу тешко ги изговарам овие зборови, но кога ја слушнав темата, верувај ми дојде да дојдам во студио и со луѓето да поразговарам очи во очи. Сега, да си го поздравам јас господинот Душко Миновски, кој што како еден голем човек во наводници, значи, а тој е вистина голем човек, влезе во моето малечко куќарче, кое што е оддалечено некои 20 на километри од Скопје и каде што ние со години сме заборавени. Јас сум самохрана, значи мајка, од 65 години се грижам сама за мојата керка. Која количка јадна може да помини по уличката која што е од јад, калови, дождови, длатки и не знам што друго да ви кажам. Иначе живеам, не се страмам да кажам, во населбата Кисела Јабука. Јас сум Виолета Георгиевска. Господинот ме посети и ја виде мојата ситуација и ме упати во полно работи кај што можам да ги барам незините права како мајка. И јас, да ви кажам, со негова помош успеав многу работи да ги добијам, како што се помагала ортопедски, зашто првен нели мора една комисија да те види па да одобри. Ти не можеш туку така да појдеш по помагало. Па тие се тешки лавиринти бе, Јанко. Јадна е маката што не фатила, уште појадни се лавиринтите. Секаде ние сме најдуваме на пречки невидени, Јанко. И да речам, не знам што да речам, немам збор што да речам, скаменета сум, едноставно како родител. Немоќна сум. Дури да ти кажам уличкава како не чини, мислам дека сме така наречено затвореници. Значи нашава населба, убаво рече жената, девојка што е ли, не е битно, ја поздравувам од срце.
И велам дека јас не сакам никој да ме сожалува и да ме цапка по раме, но јас со љубов се грижам за мојата керка, но до кога се прашувам? И како низ овие улички што јас да речам, ова не личи ни на некоја населба зафрлена некаде таму во планините. Не камоли во Ѓорче Петров општината. Па нека најгосподинот ова уличка сите ги асфалтираше, јако само нашата улица не асфалтирана. Ни улично осветлување, куќиња, мачки, врви. Па не знам, некој да дојди нека сними. Еве, јас не се плашам од никој. Ова е голема јадна мака. Кажете, а населбата? Населбата се вика Кисела јабука. А улицата се вика? Улицата 54 број 10, Јанко. Тоа е општина? Општина Ѓорче Петров. Ви благодарам за јавувањето. Нека мислат надлежните сега. Ова е драматична и навистина тешка исповест на оваа жена која се мачи. И ете, ова би требало да биде до општината. Да, дефинитивно. А има По закон, ингеренција. потребно е да се имплементира се, а останатите права, за жал повторно ќе се вратам на сервисите. Значи, исто така државата од минатата година донесе и додаток за самохраните родители на децата со хендикеп, што се претпоставувам дека господјата поднесла барање за тој додаток. Меѓутоа, немаме сервиси за поддршка кои што ќе им овозможат во основа поддршка на семејствата кои што имаат дете со хендикеп. И тука е проблемот. Да, одиме со уште едно јавување, па ќе идеме вториот блок реклама. Ало? Добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер, господио, Од повелете. Кит се јавуваме. Како рековте? Ние не сме лица со хендикеп и немаме такво лице во фамилијата. Меѓутоа, да го прашам господинот Душко, испаѓа дека владата прави лицата да бидат без хендикеп, а да бидат хендикепирани. Знае ли тој дека пројдувото болување касни више 2 месеци? Па тие луѓе што треба да земат пројдувно боледување, нема ли да испадат социјални случаеви, кога да речеме не може да ја плати струјата на време, да го плати кредитот на време, да купи на детето пелени и други работи храни, тоа значи од несоцијален случај стануваш социјален случај. Да ми одговоре дали сум во право или не сум во право. Добро, господјо, да раѓат трето не, дете, потполно ве разбирам, дете, но ова е... Кои пари ќе го одржават они тоа дете, ако продолжат натаму да прават деца повеќе од едној повеќе. Господјо, потполно ве разбирам. Дали вие знаете за што разговараме вечер во овдека? Знам, да. И тоа сега е прилика да го кажам и ово. Збориме за дискриминација, ама вие се јавивте. Значи, ви благодарам. Ви благодарам, пријатно. Еве и мене ми доцни платата. И сега, да се бунам ли кај овие луѓе, имаат ли некоја... Ја потполно ве разбирам. Значи, овие луѓе се дојдени за нешто друго. Збориме за дискриминација. И тоа не само дискриминација за хендикепирани, дискриминација за сите. Значи, окей, life is a bitch, животот не е фер, платите понекогаш доцнат. Окей, и јас се жалам. Ајде, еве ќе се жалам. Значи, имајте респект спрема она што го... Каде го најдовте сега господинот Душко за породилно боледување? Значи, имаме ресорен министер кој ќе дојде овдека. Дајте ве молам, имајте малку почит. Ја разбирам кога имате мак. Секоја вечер сум овде, ве сослушувам. Ја ве молам, барем распрашајте се зошто овие луѓе се вклучиле во програма пред 5 минути и ви доаѓа сега јати чемерот врз овие луѓе овдека што се обидуваат нешто. Појма немате зошто се овие луѓе дојдени овдека и што сакаат да направат. Имате ли барем грам почит? Барате почит, а немате почит спрема други. Ја навистина ве молам. Знам дека не може секој да ја следи емисијава од почеток. Ние збориме вечерва за дискриминација. За дискриминација во сите нејзини аспекти за сите луѓе. Тоа е една друга работа. Не збориме овдека за кој ќе биде министер за труд и социјала, кој ќе биде министерот за здравство, да, поставете ги тие прашања. Кој ќе биде министерот за финансии, разбирам. Овдека имаме представник на Полио Плюс, имаме представник на
на Комисијата за заштита од дискриминација за породилното отсуство. И сега, ајде ја и за платата. Не ве разбирам. Ова е она што го збориме, Елена, ова е она што го кажувате. Подигање на свеста. Знаете како, имам чувство дека ние уште талкаме во она собственото. Кога се запознаваме, секој си го слуша собственото име. А тоа оно укажува, нели, сите си живееме само во собствената мака и ја проектираме на се и се што и не се сослушуваме Едни со други. едни со други. Тоа не е Како, еве, вечерва најадекватен пример, нити ја следи, нити знае за што се збориме, едноставно или ние вечерва бевме многу лоши, па не укажавме, луѓето не знаат, еве и зошто оваа господја овде со гестовната азбука, гестовниот јазик и зошто вие како председател на комисија и зошто вие како председател на Полио Плюс сте тука. Ајде ќе направиме уште едно јавување, бидејќи чека, па ќе направиме уште една пауза и имаме уште неколку акценти кои треба да ги даем. Но добро е ова. Знаете што? Ова па ја дигна гледаноста, малце тензија се направи. Мене ми е драго, јас сакам. Знаете како викаат американците? Не можеш да направиш кајгана ако не скршиш пар јајца. нема. Добро вечер, повелете во програма сте. Режија, дали имаме некој? Добро вечер. Добро вечер, повелете. Јанко, поздрав до вас. Благодарам, повелете. Добро, бе поздрав и до Душко, нели? Повелете. Повелете. Ало? Во програма сте, ве молам, повелете, ве слушаме. Вака, за дискриминација, Душко, ако може да ни каже нешто, пошто... Ве молам, не застанувајте, говорете. Ало, ве молам. Режија, окей, ке одиме тогаш со... Се исклучува. Окей. Пристана, застана и така натаму. Добро. Окей, ке одиме со вториот блок реклами, па веднаш потоа ке продолжиме со емисијата. Понекогаш имаш чувство дека ти е направена голема неправда. Се чувствуваш излажан, измамен, изигран. Сакаш некому да се пожалиш, да побараш правда. Но се сомневаш. Мислиш, таков е светот, Божја волја или твоја карма. Ти се чини, а и така нема кој да те чуе. Глас во пустина, глуво доба. Но не е така. Ако си навреден, без да дадеш повод, исклучен без причина, нееднакво третиран и без еднаков пристап, тоа е дискриминација. Обрати се до твојот комесар. Обрати се до Комисијата за заштита од дискриминација. Осмели се, пријави дискриминација. При телевизија, емисија Јади Бурек, гости Елена Кочовска, Душко Миловски и преведувачот на гестовен јазик Марија Башевска, која звучи кој па може и подоцна ќе поразговараме со незе. Елена, кажи ми, имам вашето здружение кое е активно вклучено и при оваа комисија и, како што разбрав, и во донесувањето и имплементацијата на законот, кога збориме за дискриминација, каде луѓето со специјални потреби, значи пак да им кажеме, не е ова емисија за луѓето со специјални, збориме за дискриминација, сите сме во таа категорија, но кога сте веќе тука? Предпоставката, моја предпоставка е, па вие се демантирајте ме, дека најголемите проблеми се кога е здравството. Вие како луѓе со специјални потреби имате, предпоставувам, малце почесто и малце повеќе од лекарства, прегледи и така натаму. Сето ова, пристапност, комуникација и сето ова е тука се најголемите проблеми во општеството што се наоѓаат. Точно или не? Па не е само пристапноста и достапноста.
Кога претходно ги спомнав сервисите за поддршка, например во Република Македонија немаме сервиси за хабитација. Што е тоа? Значи тоа е сервис кој што се дава поддршка на децата кога ќе се родат со хендикеп, значи одраѓање, а рехабилитација се сервиси на различен сет на сервиси кои што се даваат на луѓето кои што ќе стекнат подоцна во текот на животот хендикеп. Значи начин на живот, како да седнеш во количка, како да станеш, како да јадиш, како да зборуваш, како да комуницираш со светот. Дали збориме за тренинг центри за И за оспособување? тренинг, значи тоа се пак не се статични. Значи, Јасно. проблемот е тоа што кај нас се уште е менталитетот сведен дека кога станува збор за лица со хендикеп мора се да биде специјално. Посебен така, и дека тренинг, тоа, посебно образование, специјално предпријатие, специјално катче, некоја заштитна капсула. Не, значи не станува збор. Станува збор за да можам и јас да ја користам чашата и ти да ја користиш чашата. Ама кога ја користам јас чашата да биде малку можда поинако. Ништо друго. Јасно. Проблемите не се само околу пристапноста и достапноста. Проблемите се и во здравствената заштита, набавката на ортопедските помагала, ортозите, набавката на чевлите, лекарствата. Проблемите се образованието, семејството, независниот правото имаме согласно конвенцијата, кој што пак за разлика од универзалната декларација нели ги набројува тие 30 права за човекови, во конвенцијата стрикно наведовме одредени права кои што имаат хибриден карактер. И таму вика, лицата со хендикеп имаат право на независен живот во заедницата. Тоа значи дека лицата со хендикеп не треба бидат сместени во Демир Капија, Бања Банско, туку треба бидат независно вклучени во самата заедница. Зошто вашето здружение се вика Полио? Каква е поврзаноста со името со хендикепот? Значи во почетокот кога настанал се собрале главните основачи, претежно биле со полио. Меѓутоа, нашата организација не се занимава само што е со тоа полио? пушењето. Полио е вирус, кој што ги напаѓа коските и значи влие врз развојот на мускулите. Проблемот е тоа што после, значи откако се основале и кога се поставени основните постулати дека ќе се бориме за активно вклучување на граѓаните со хендикеп во сите општествени текови, каде што е препознаено дека прашањето на хендикепот не е прашање на социјала, не е прашање на медицински поглед, туку дека представува во основа прашање на човекови права и дека треба што е можно за да можат граѓаните со хендикеп да ги остварат своите права, треба што е можно повеќе прашањето на хендикепот да се постави на политичката агенда. Бидејќи сепак на крајот на краиштата викаме ние хендикепот е прашање на интерес. Во ова поле има голем пазар, каде што имаат различни интересни групи, имаат свое влијание и своји веќе воспоставени монополски структури, кои што ние бараме од државата да им стави крај. Но и вашето гостување таман е лак во ребра во време на кампања, што имаме сега избори и кога се кампањите, малку поголема свест кај политичарите кои па можат нели тоа да го како епископ да го расшират. Тоа се решава со тоа што во своите кампањи ќе вклучат и лица со хендикеп. Апсолутно. Господине Душко, Помислам ме заборавивте, ама добро. Не ме заборавив, туку сакав затоа што во претходниот дел малку повеќе зборивте, Елена ја позаборавивме. Не се чувствувате дискриминирани. Добро. Има често пати мене тоа ми го прават, ми викаат, Јанко, многу ги пресекуваш, многу збориш, не ги оставаш да се доискажат. Па сум им мерал, им викам, гостинот говореше 98 минути, јас говорев 7 минути. Пошто и го мерам тоа. Ај сега што правиме? Доказ факт. Кажете ми, дискриминацијата подобро е да се спречи во зачеток, одошто после да се развие, веќе после може да стане и општествен сериозен проблем. Дали ние кога збориме за дискриминација
можеме да посочиме некоја категорија која е посебно дискриминирана. Дали се тоа хендикепирани, жени, деца, социјални случаи, каде е најголемата дискриминација во Македонија? Еве да речеме во мешани општества, Јужна Африка, таму е растната дискриминација, кај нас е маргинална, ние таков проблем и немаме. Да. Па да, добро е, сушествено е прашањето, можеби во овие 3 годишно работење на комисијата и отприлика околу 250 представки стигнати, не е баш најрелевантна бројката, да кажеме, затоа што немаме се уште истражување и второ, тоа се само лица кои што се јавиле, значи не и сите што чувствуваат, некои знаат, некои не знаат и така натаму, некои не сакаат да го анимираат проблемот повеќе. Меѓутоа предначи дискриминација значи по основ на етничка припадност, по основ на политичка припадност, и сега тука е тоа маса од две оштри, си знаете. Мора многу внимателно да се гледа, затоа што нели можеме ги препознаеме механизмите, сега јас нешто Јанко ми смета, нели е претпоставен или било како. И веднаш можам да алудирам дека тоа веќе имавте една таква представка од една колешка моја. Така? За еден мој напис што ја искритикував, она кажуваше многу лоши работи за земјата, ја напишав рецензија за незе, а она поднесе представка за дискриминација, а вие утврдивте дека нема дискриминација таму. Така да во тој контекст мора мощно внимателно да се гледа, затоа што нели доста се актуелни темите и најчесто ќе поднесеме и ќе аплицираме во делот на работи односи, сега ако не ве примат и најнаш доаѓаме до ситуација дека сте дискриминирани. Меѓутоа, не викаме не. Имавме во Радовиш типичен пример, каде што едно момче, што има завршено факултет за физичка култура, поднесе представка и вика, знаете што, таа се работи за турска паралелка, за турски паралелки, јас не сум примен на конкурсот, во ред, ние викам, почнавме со нашите претраги. Добро. Се обративме до училиштето, се обративме до Државниот просветен инспекторат. И што излезе? Излезе дека крунската работа беше соработката со институциите. Државниот просветен инспекторат ни рече, може и македонец да биде, нели, професор на деца, мито да го познава турскиот јазик, не е направен тест, испит. И со оглед на тоа се пониши конкурсот и после се прими ова момче. Значи гледате како може да се влие. Значи можел да биде и тој ако го познал турскиот јазик. Тоа не е спорно. Значи исти услови, исти. Колку време постои комисијава? 3 години. 3 години. 1 месец сега, да. Значи ова се гледам, бевте внимателни кога ве прашав каде има најмногу, каде имам најмногу, се уште се прибираат податоците. Ќе треба еден подолг период да видиме. И многу тука имаме дефицити и добро да се спомене. Значи ни народниот правобранител, ние, значи можеби како централно тело ке нас да се оспособиме во тој дел да имаме, се надееме сега со ИПА компонентата, значи Национална програма 2010 година ќе имаме подршка од Европска комисија, дека ќе успееме да створиме база на податоци, зашто без база на податоци не можете да знаете статистички точно да кажете. Тука се случува, тука е констатирано, толку и толку поднеле, толку по тој основ, толку по тој. Ова ќе биде само од бројката што имаме ние, а и дали затоа внимателно добро ме забележите, зашто може да предизвика негативен ефект без потреба. Мито од пристигнатите тоа е, да. Мислев, викам, ќе кажете, не знам, сексуално злоставување на работа е многу често. Мислев такво нешто ќе чујам, да речеме. Најчесто работни односи така во работните односи. На работни односи. Што, булингот е таму на пример? Мобинг, тоа мобингот него третираме ние, тоа е Министерството за труд и социјална политика го донесе законот, а синдикатот си има своje посебни правни канцеларии. Ја на англиски строго, булинг го терам. Мобинг е тоа е, да. Тоа е типично карактеристично само за работите односи. Додека дискриминацијата е во поширок, значи општо поширок феномен во сите општествени пори, во сите луѓе, етнички заедници, мали заедници и правни субјекти и така натаму. Овој телефон вие објавивте, значи оваа налепница, имам ли камера кај тебе? Или таму ќе зумира? Кој ќе зумираш? Кој ќе зумира? Ти ќе зумираш? Ајде, да се договориме. Значи, ова е телефонот, овој што ќе го ставам јас на браникот на мојот автомобил. Значи, овој е телефон на кој граѓаните можат да се јават на најдиректно, значи да не пишува, да не прави и така и да каже. Дискриминиран сум по таа основа таму и таму. Ние ќе му помогнеме да пополни соодветен формулар кој што го имаме, затоа што сите не треба ли да се пријави име, презиме и така натаму и така натаму? Одлично прашање, затоа што не може дека анонимно. Значи ние мораме да растеме во свесоста. Главната поента на законодавецот беше дека
Не можеме како инспекцијските служби и се врзуваат рацете. НН пријава, анонимна пријава, не. Ако Како процените господјата што си се јави и си каже име и презиме, комплетно, така. керка ми така и на дискриминира се, Многу нема предукажа. улица. Тоа е Тоа е. еклатантен пример. Така, баш така и треба. Доколку, затоа и ние им гарантираме, после тоа им викаме дека доколку имаме состојба ги храбриме дека не се плашат дека ќе бидат додатно виктимизирани. Значи поднеле за промена на работно место, па сега се плашат на судска поставка, работодавецот може да го избрка од работа. Дека ние додатно ќе притиснеме, додатно ќе анимираме јавноста, додатно ќе ангажираме ресурси да биде тоа лице заштитено. И тука е крајот, само сакав на Марија Башевска да и се обратам. Кажете ми, господјо Марија, колку време се занимавате ова и колку време ви требаше да го научите и овој јазик? Овој јазик ќе се обидам да зборувам на два јазици за да финално да го заокружам моето гостување. Е мој мајчин јазик, Јанко. Јас сум дете на глуви родители, значи мојата мајка и татко имаат оштетен слух. И првите сознанија за светот на кој му припаѓам ги добивав по пат на знаковен јазик, што значи дека првиот контакт со родителите, со мајката и со таткото, како ваши непосредни, старатели, јас го доживеав светот на знаковен јазик најпрво, значи прво научив да гестикулирам, а потоа да зборувам на македонски говорен јазик. Браво. Дали ви беше потребна некаква стручна подготовка денеска да професионално ова да го правите? Секако, да. Јас сум по образование дипломиран биолог. Значи не се подготвував ниту да бидам новинар, ниту сонував дека ќе бидам дел од ваква општествена активност. Меѓутоа, љубовта кон моите родители, кон мајка ми, кон татко ми, ме доведе до македонската телевизија, најпрво како хонорарен соработник, потоа се појави потребата за уредништво на емисијата Светот на тишината, но на тој пат имаше многу подготовки во однос на оспособување на професионален толкувач, на нешто кое го стекнав во Националниот сојуз на глуви и наглуви на Македонија. Посетував многу семинари, за да денес, како што најави господјицата Елена, сум предавач на македонскиот знаковен јазик. И кажете ми, утре сте на семинар? Да. На фармацевти? Така е, да. Зошто? Затоа што работите се придвижуваат, затоа што е детерминирана потребата во македонското општество да се афирмира македонскиот знаковен јазик, затоа што нашите родители или деца глуви во македонското општество, а ги има 8.000, не се за подценување. 8.000? Така е, да. Да, ова за кој се зборуваше вече Полио плюс колку сте? Ние не се водиме така, значи во основа мора да се знае дека во Република Македонија нема општа статистика за бројот на лица со хендикеп. Ние сме членови и со и без хендикеп. Добро, се извинувам. Значи... Да ви одговорам накратко, значи Министерството за труд и социјална политика во соработка со Фармацевската комора на Македонија и Националниот сојуз како матична организација договори еден проект кој ги покажа првите резултати без ни трошка занес, дека и навистина интересот кај фармацевтите е огромен. Работиме 4 предавачи, односно предавачки. Проектот тече тука во Скопје, меѓутоа се појави интерес во Струмица, во Штип, во Битола и во Охрид. Значи, регионално покриваме во моментот 4 општини. Се покажува интерес и од Лекарската комора на Македонија, бидејќи нашите родители имаат комуникација и со лекарите. И се можете да замислите дали е исто чувството, например, на еден глув човек, ако има преведувач за кој Душко зборуваше, би било во ред, ама животот носи ситуација кога не можете да го најдите баш секогаш и во секое време, и колку е убаво, например, кога докторот ќе знае од култура да ве поздрави, да ви каже добро вечер, повелете, можам ли да ви помогнам, како ви е притисокот, ве боли ли срцето, тоа се нешта кои еве за еден месец со фармацевтите се покажа дека се сунгери. Браво. Луѓето покажуваат, значи многу профили покажуваат интерес за изучување на знаковниот јазик и мислам дека државата веќе навистина го стави акцент, меѓутоа стави акцент и финансиски го поддржа овој проект, бидејќи како што учиме англиски јазик, француски, грчки, сите други јазици, знаковниот јазик е многу интересен за македонското општество, меѓутоа овој пат навистина се превзедоа практични чекори и тие вродија плод. Кога го говорите овој јазик, Да. што само ова, користите не само гестикулација,
Да. И орално. Така. Значи, читате од уста? Кога се Вашите читаат и да, од уста? глупите луѓе вака, Јанко, за да ве разберат во целост, бидејќи неслушањето е Добро. тешка работа. Тој ве гледа со рацете, значи вие му гестикулирате со раце, му го изговарате зборот во шепот или во полушепот и како што спомна Елена, можеме и да пишуваме. Значи тие се трите начини: пишување, гестикулирање и изразување со уста. И во таква ситуација нема промашување. Можеш да читаш од уста? Јас да, бидејќи сум вешта во Ке те викнам ако правам светско првенство у фудбал, Да. оние забавни преноси, ке те викнам заедно да коментираме што зборат Така. да ги најде. И само да ве надополнам, прашавте дали е ист македонскиот знаковен јазик е еден од ризницата на многуте знаковни јазици. Значи сите глуви луѓе во светот имаат различен знаковен јазик. Колку време постои овој јазик кај нас? Па колку што глуви луѓе има низ историјата од секогаш. Ова е значи историски наназад. Да. Значи ова не е измислено нешто пред Не. Фасцинантно, ќе ми бидете гости, немаме време многу, благодарам за... би разговарал. Уште еднаш благодарам на Марија Башевска и благодарам на... Како реков? Со дополнување Стојановска. Се извинувам, ја го имам овој податок овдека што го читам. Простете. И благодарам на Елена Кочовска, програмски раководител во Полиоплус, и господинот Душко Миновски, председател на Комисијата за заштита од дискриминација. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечера. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.